И по 6-неделен штрајк вработените во управата за водење на матични книги се жалат дека владата нема слух за нивните барања. На пресконференција денес од Тетово информираа дека се уште се соочуваат со притисоци, а поради најавите за кратење на плати, велат дека нема да работат дури и на склучување на веќе закажаните бракови. Најавуваат радикализирање на штрајкот. Браковите, што излезе во јавност дека нема да се склучуваат, значи тоа ги иницира вработерите зашто 40% ќе им се скрати на плата. И вика ние ги работиме тие бракови и сега вика ти ни кратиш на плата 40%, значи и самите вработени побара од нас, ние како раководство, значи на директорот известување му пуштивме на 6.6. Известувањето наше да си најде луѓе за да си ги склучат браковите што се закажани понатака. Значи тие нема да се склучуваат бракови од наша страна, значи од штрајкувачите. Дури се спомнуваат и одредени суспензии. Еве јас као председател на конфедерација апелирам да не презема таков чекор, бидејќи доколку презема таков чекор, сведоци вие бевте како беше блокирано, да не кажам пола Скопје, ќе бидеме принудени после повторно да го блокираме, да не кажам уште поголем дел на Скопје и мора конечно оваа категорија на вработени да си го добие заслуженото. Генералниот директор во Скопје што е донел некоја наредба и нашиот директор од Тетово што е со доставница му ги дало на колегите да се потпишат без да го читат наредбата. Што не е законски тоа. Ова требаше да биде како известување, не како наредба или како со доставница да се додаде така. За тие притисоци имавме два случаи што колешките паднале несвес и сме ги носиле у болница. И затоа и ќе тужиме сега, пошто и вие и више и ние не можеме да трпиме овој притисок. Така да сакам да барам од владата и од сите надлежни институции да најдат решение што побрзо, пошто немаме мука само ние, имат и граѓаните.